Продолжениот зимски распост доведе да бројот на деца заболени од грип се намали. Додатно, ниските температури кои што негативно влијат на грипот и тие дадоа свој допринос. Навистина се донесе права одлука за да може да се намали бројот на деца заболени од грип, кои што оваа сезона имаше многу потешка клиничка слика и даде голем број на компликации како пневмонии, бронхопневмонии, бронхеолити, кај хроничните дојде до влошување состојбата и навистина имаме едно позитивен ефект од продолжување на зимскиот распост. Имавме една голема епидемија на грип, но оваа година, всушност минатата година, стартуваше многу рано. Кога започна грипот? Оваа година навистина бевме изненадени, но ние веќе почнавме по клиничката слика да го препознаваме дека се работи за грип. Почетокот на ноември почна да се појавуваат првите пациенти кои што имаат место настинки, имаат една клиничка слика на грип. Направиме сега една разлика. Настинките обично трајат од 3 до 5 дена, имаат многу полесна клиничка слика, појава на појачена носна секреција, кашлица, ниска температура негде од 35 до 38, визави клиничката слика на грип, кој што оди со една многу висока температура од 39 до 40 степени Целзиусови, зголемена кашлица, појава на продуктивна кашлица, изразета мускулна болка, малаксалост, прострација и до други клинички компликации. Ова е најбитно кој што матичниот доктор мора да направи разлика. Кога да го упати детево во детска клиника Козле или во другата детска клиника и кога детево ќе заврши со амбулантска терапија во домашни услови. Постојано и во вашите изјави кажувате на времена дијагноза. На времена дијагноза од клучно значење. Зошто е потребна на времена дијагноза? Што таа покажува? Така, ние во нашите институции ги лекуваме компликациите од грип. Затоа е многу битно ова што го кажувам претходно се препознае. Настинка и грип. Кога веќе гледаме дека настинката се пролонгира, трае повеќе од 7, па некој пат и 10 и 14 дена, имаме појава на продуктивна кашлица, мора да се упати во клиника, детскава клиника Козе за да направиме основни испитувања. Тоа вклучува крвна слика, ЦРП и други фактори на инфламација кои што ќе ни дадат почетна дијагноза. Секако дополнително правиме комплетно микробиолошки испитување, бриз од нос, од грло, спутум, во зависност од тежината на клиничка слика на пациентот. Тоа значи дали ќе започнеме со антибиотска терапија или нема да започнеме. Во овој случај, оваа година навистина имаше потреба на антибиотик, бидејќи брзо имавме појава на бактериски инфекции, кои што се една од основни индикации да се започне со антибиотска терапија. Се согласувате ли со мене дека постои една нерационална употреба на антибиотици од друга страна, пак и не секој антибиотик е соодветен за нашето тело, а некако мајките почна на форуми да се советуваат една со друга кој антибиотик треба детето да го земе, овој подобро делува, тој не делува. Кој е вашето мислење? Навистина во последните години имаме на нерационална употреба на антибиотици. Или се даваат премногу, или па воопшто не се дава. Исто така ќе спомнеме во сега во мода хомеопатската терапија која што не е соодветна за лекување на бактериски инфекции. Денес имаме голем број на форуми кои што мајките разменуваат мислења. Сепак оној кој што носи одлука, тоа е клиничарот, тоа е докторот кој што ќе посвети дали треба да се започне со антибиотска терапија, со која антибиотска терапија, колку долго и кога ќе се престане. Тоа е правилен начин по протокол кој што ние ги имаме введени. И кој антибиотик треба да се препише? Знаете, секој ќе слушаме, мене ми одговара овој антибиотик, па дај му и ти на твоето дете, што не е соодветно. А кои се испитувањата што треба да се направат? Обавезно бриз од грло, бриз од нос и ако имаме продуктивна кашлица, ние земаме спутум кој што правиме антибиограм. Осим антибиограм, значи правиме и сензитивност, односно резистентност на дадениот антибиотик кон бактеријата кој што сме докажале. Значи секој пат има деца иста бактерија, но не е ист антибиотикот што треба да го земе. Така, тоа се сепак основни тестови кои што треба да се направат. Што да преземеме? Како да се заштитиме од грипот? Значи, од грипот мора да се заштитиме оно што е најбитно. Децата кои што се болни од грип не треба да посетуваат градинка и не треба да посетуваат училиште, бидејќи тие се еден од основите кои што носат до зголемен број на заболени од грип, односно ја пренесуваат таа вирусна инфекција. Јас знам дека навистина е тешко. Нема кој да ни ги чува. Нема кој да ги чува децата и нема кај да се остават, но во последниот момент правиме мовет да мора и во градинките да се најде некоја просторија кај што децата кои што има знаци за вирусна инфекција бидат изолирани и да не представуваат изворни инфекции за останатите деца кои што се здрави. Она што е побитно, голем број на деца кои што ги лекувавме ние, после извесен период од 2 до 3 недели, појда во градинка. После само 7 до 10 дена повторно се вратија со нова вирусна инфекција. Дали оваа година имавме, постојано се пишуваше дека имаме некој си нов тип на грип, некој мутиран тип на грип, верувам дека тоа е работа на епидемиолозите, но еве, кој е вашето искуство досега? Што покаже?
Каков грип имавме? Така, конечно Институтот за јавно здравје се излезе дека се работи за H3N2 грип, кој што секако е еден од на некој начин кажани нов тип на грип, односно мутиран тип на грип кој што затоа и даде потешка клиничка слика. Но она што е најбитно, мора да се превенираме од грипот со поголем внес на витамини. Треба да смениме начинот на исхраната. Децата денеска гледаме се повеќе се на сендвичи, на она што викаме брза храна што нема доволно витамини, нема доволно протеини, а има само јаглени хидрати, кои што секако е појава и за гојазност кај децата. И во нашата земја последните години има се поголем број на деца кои што имаат поголема телесна тежина. Начинот на исхрана и здравата исхрана мора да се вратиме на традиционалната исхрана. Порано пред да се појде во школа, мораше да се направи доруче, да се јаде. Денеска ние сите одиме, купуваат некој сендвич и сето тоа не представува здрава исхрана. Но сега како што споминавте дека е модерна, сега како што кажавте дека е модерна хомеотерапија, е модерно и да се исхрануваат еве за младиме мајки совет со некои нови киноа, амарант, па авокадото. Тоа не е здрава добро храна. или? Не е тоа здрава храна. Има една препорека. Јадете го зеленчукот и овошјето од земјата кај што потекнува. Ние имаме толку здрава храна во Македонија, јаболко, тиква, морков, се оно останато што ќе дојде е здрава храна која што ја имаме во изобилие. Имавме гости од повеќе водечки центри и сите тие има иста препорека. Вие навистина имате здрава храна. Ние секако као земја која што е дел од Европска унија, има и храна која што доаѓа од надвор, но нашата македонската храна е навистина здрава храна која што има многу малку геом, односно генетски модифицирани. Ајде па да се навратиме на она што беше клучниот повод, е тоа дека за една недела се одолжи почетокот на второто полугодие. Во меѓувреме, изминатата недела се дезинфицира сите училишта по републиката. Дали сметате дека таа мерка на вистина ќе донесе еден здрав резултат, односно видовме дека изминатава недела на вистина драстично се намали бројот на заболени од грип, што покажа дека е добра мерката, но сега таа дезинфекција, дали значи дека не очекувате повторно враќање на грипот, инфекции и така натаму? Така, школите секако мора редовно да се дезинфицират. И оваа мерка вроди во плод. Осим школите, сите институции пред нова година по наредба Министерството за здравство и Комисијата за инфективни болести спроведовме темелна дезинфекција на нашите амбуланти, бидејќи во нашите амбуланти дневно поминуваат над 200 до 250 деца со различни вируси. Така да дезинфекцијата секогаш си го дава. Перење на раце, миење на рацете, секако треба да биде составен дел од културата на нашите деца. Во школото, санитарните јази мора редовно да бидат дезинфицирани и да се води посебно ниво на хигиена во школите, бидејќи тука секако е извор на заразата. Така да овие мерки ќе дадат доста за да се намали инфекцијата со грип. Ајде да се навратиме повторно на дечињата во градинка, сепак како таргет група која што навистина и најмногу се разболува. Како да ги заштитиме децата кои што идат во предшколска возраст? Така, предшколската возраст е момент кога имаме матурација на имунитет. Децата помеѓу 1 до 5 години се најранлива категорија, бидејќи имунитетот кај секој дете се развива различно. Кај некои побрзо, кај некои поспоро и затоа некои деца кои што имаат и алергиски заболувања се поприемчиви кон вирусните инфекции. Дали редовно треба да се прави антибиограм? Значи, за секој пред да се направи било каква започнување со антибиотска терапија, мора да се земат микробиолошки тестови и да се направи антибиограм, за да можеме точна антибиотска терапија да дадеме. Секое давање, значи од почеток, што го кажавме, мајките да почнат со антибиотска терапија без да го поседа со матичен доктор, не е исправно и води кон една дополнително содавање на резистенција бактериска и тоа е една од основните причини кои што ќе дојдеме во ситуација да антибиотиците не ќе можат повеќе да делуваат на соодветен начин. Сега презима надлежните, Министерството за здравство, презима навистина еден голем замав со дезинфекција на сите училишта, градинки, сега ќе се почне со второто полугодие, навистина вроди со плод, се намалија заболените од грип, имаше многу голема инвазија, но кој е сега следниот наплив? Следниот наплив кога го очекуваме? Негде март, април, мај, кога ќе биде затоплувањето, повторно враќање на инфекции, на грипови, што треба да направиме сега? Ладното време даде голем допринос со намалувањето на болниот грип, но секако ќе почнат потопли денови и тогаш пак ќе имаме еден наплив на нови инфекција од инфлуенца. Се до тоа децава, прв пат кога ќе се покачи температурата, децава треба да останат дома, за да видиме дали се работи за некоја потешка вирусна инфекција и секако да се намали изворот на ризик кој што ќе може детево да го пренесе.
Значи децата што немаат вирусна инфекција треба да одат во градинка. Деца кои што имаат вирусни инфекции или било какво друго заболување мора да останат барем неколку дена дома за да не доведеме да се зголемува бројот на деца заболени од грип. Но превентивно, дали треба да направиме некои испитувања? Секако рутинска крвна слика треба да се земе кој што може на искусните матични доктори да им покаже за што се работи. Секако тука спаѓа поголем внес на витамини, поголем внес на течности, на чаеви, на супи, она што децата што многу малку конзумираат последните години, здрав овошјето ќе допринесе да го појачиме нашиот имунитет. Кај деца кои што имаат постабилен имунитет и има и други имуностимулатори кои што дават зголемување на нивниот имунитет. Но пред се тоа се работи за деца кои имаат хронични болести, вродени кардиоваскуларни заболувања, деца кои што имаат дијабет или некои други невролошки заболувања. Кога збориме за здрави деца, она што секако беше и голем проблем, дали да се дават вакцини кај децава. Децава кои што немаат некој такво оптеретување, кои што кажавме кардиоваскуларни заболувања, белодробни хронични заболувања, кои што немаат дијабет или некои невролошки заболувања, нема потреба да земаат вакцина. Само ризична група треба да земе вакцина. Децата кои што се здрави, нормално ќе го помина грипот, ќе оставим кај некои компликации, кај некои не, и се до тоа создава имунитет да некако полесно ги поинуваме другите вирусни инфекции. Постојано споменувате исхраната. Исхраната е најважно во одржување на имунитетот, според вас? Исхраната и физичките, некако заборавивме некако да одиме на прошетка, секој пат кога ќе имаме добри услови треба да излеземе. Кога немаме магла, кога немаме аерозагадување, секој пат да го искористиме што побрзо да излеземе на падините на водно, бидејќи движењето на чист воздух е една од основните причини да се појачи имунитет. Физичката активност на која што заборавивме, секако значи за зголемување на имунитетот. Се повеќе децата се врзани за денеска за модерната компјутерска технологија. Ние во нашите ординации, посебно кога децата престојуваат во клиниките, деца од 4-5 години веќе се со некој таблет кој што цело време го поминуваат со информатичка технологија, а многу малку спортуваат. Спортот, она што и од порано било, во здраво тело, здрав дух и секако поголем имунитет. Треба да се вратиме на тие базични работи. Во интерес на времето би сакала да искористам и на крајот да ве прашам изминатите денови, големиот снежен бран, ниските температури, па и во исто време неработни денови, вам како за детска клиника Козливије на чело на клиниката, дали сте задоволен како одговоривте на барањата на граѓаните? Навистина го искористивме овој период и создадовме на добра сите клиники, и детската клиника, и ние, и здравствениот дом делувавме паралелно. Во почетокот имавме над 200 до 250 деца кои што ги посетува нашите амбуланти. Со зимскиот период тој број се намали. Ние порано имавме 120 деца кои што беа хоспитално лекување, овие денови немаме повеќе од 80 до 85. Значи вроди е со плод и затоа треба да ги почитуваме овие мерки. Хигиенски мерки, исто така хигиенските мерки што се несуваат во болниците и училиштата, а исто така хигиенски мерки во смисол на здрава храна. Токму така кажавте, овие вродија со плод, но сега важни се и деновите кои што следуваат, сепак треба да останат да се почитуваат. Да се почитуваат и понатака. Ние малку балкански тешко можеме да почитуваме. Затоа треба да се вратиме некои работа, дисциплина и почитување. Тоа е она што ќе даде плотност, што ќе доведе до сочување на нашето здравје. Доктор Оливер Зафировски, ви благодарам што бевте гостин во ова издание на вестите на телевизија Нова.